Штафетата на Тито повторно се носеше во Кочани. Единствено во регионот денес во оваа општина ечеше југословенската химна и се носеше црвената петокрака. Како и секоја година и оваа година ја поздравиме и испратиме штафетата на младоста која секоја година во Социјалистичка република, Федеративна република Југославија се шеташе од Триглав до Гевгелија и од Гердав до Јадранот. Церемонијата беше скромна, но со сите елементи што некогаш ги имаше предавањето на штафетата на Тито. И тогаш и сега најистакнатиот младенец ја имаше привилегијата честитките од сите млади да му ги каже на маршалот. Ја предавам оваа штафета со желби за добро здравје, лична среќа, како и многу успеси и напредок на Сдруженијето на граѓани Јосиф Broz Тито Кочани. Иницијативата која во Кочани ја започнаа неколкумина ентузијасти денес ја прифатија многу млади. За нив Тито живее преку неговите дела и споменот за него. Тито, другарот драг, те тражиме со гркливи солзи, те тражиме со волки и грч, зашто со своите дела не задолжи. Те сакавме, ти се восхитувавме и не плачеме веќе зашто Тито великанот, зашто Тито смелиот живее, живее, живее. Инаку 25. мај, некогаш славен како роден ден на Тито, беше прогласен за Ден на младоста. На предавањето на штафетата му претходеше нејзино носење низ сите градови во некогашна Југославија, а привилегија да ја носат ја имаа само најдобрите. Voljeni druže Tito, mi govorimo jezikom i srcem tvojim. Ovu zemlju i ovaj narod ništa ne može slomiti. Čestitam vam dan mladosti i pri tome vam se zahvaljujem na svima nosiocima štafete koji nose poruku na svih naših naroda, nama koji odgovaramo za sudbinu ove zemlje.